Тоа што граѓаните од Кочанско-Виничкиот регион го посакуваа, годинава започна да се реализира. Именно желбата од документација да се помине во фаза на конкретно ангажирање на градежна меканизација стана реалност со почетокот на пробивањето и изградбата на патот од местноста Мегдан до локацијата каде што ќе се изврши затворањето на Оризарска река, односно ќе се подигне насипна брана со максимална акумулациона моќ од 20 милиони кубици вода. Во саботата премиерот Никола Груевски во придружба на заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски и градоначалникот Радко Димитровски беа во посета на локацијата каде ќе се гради браната Речани со цел да се уверат докаде се активностите за реализација на капиталниот проект. Според заменик министерот Костадиновски се работи за исклучително значаен проект кој бара време од околу 30 месеци за реализација, за што се обезбедени финансиски средства во висина од 35 милиони евра. Браната очекуваме да се изгради некаде за период пократок од 30 месеци и со изградбата на браната ќе се овозможи прифаќање на вода од 23,5 милиони кубни метри вода и ова вода, како што спомнав, ќе служи за водоснабдување на овие општини, како што ви спомнав, и ќе служи за наводнување. Значи ќе се приклучи со системот на водостопанство Брегалница и ќе овозможи и проширување на површините за наводнување на земјоделското земјиште, со што добиваме канализирање на водите од Оризарска река, да се темелат во еден систем, квалитетен систем кој што ќе значи правилно насечување на оние земјоделски површини кои што и сега не можеа да се снабдуваат квалитетно со вода, со што очекуваме зголемување на приносите од обработка на земјоделските површини, нормално за поквалитетна храна и овозможување на производи за извоз. Она што е исто така битно, а нели ќе се вложат многу средства, значи некаде околу 35 милиони евра и понатаму дополнителни средства кои што треба да ја донесат таа вода до системите за обработка на водата, значи за пиење и нормално до водоснабдителниот систем кај водостопанство Брегалница, системот за наводнување е од огромно значење и нормално ќе овозможи да едно повеќе годишно барање и потреба на жителите од овој крај овозможи еден комплексен проект со заокружување на третата фаза, односно фазата за изградба на обновливи извори на енергија, односно градење на капацитети, односно хидроелектрани кои што ќе овозможат алиментирање на значително количество на електрична енергија. Со изградбата на браната Речани, Кочанската котлина ќе добие уште еден стопански значаен објект кој ќе има силно влијание врз вкупниот развој на регионот, а ќе предонесе и заменување во позитивна насока на климатските состојби. Со новите 20 милиони кубици акумулирана вода, Кочанската котлина ќе стане еден од најбогатите со вода региони во државата, што е исклучително долгорочна придобивка. Секако не е за занемарување ниту фактор дека Речани ќе го заживее најзапуштениот дел од Соговието и ќе потикне неколку други стопански гранки.